исто своето име и треба да биде поврзано со неговиот идентитет. Тогаш ќе биде многу поубаво и тогаш мислам дека ќе има многу поголема самодоверба и ќе може да успее повеќе во животот. Благодарам. Една минута, Љупчо Зиков. Името никој не може да ви го даде, како што никој не може да ви го земе. Ова е поврзано и со првата тема што имавме денеска. Така да името кое го носите е одраз на менталната состојба на вашиот кум која ви го дава. Работата е како вие се чувствувате со тоа име и каква психологија носите цело време. И оно што јас не можам да се согласам е тоа што македонскиот дух е некако да не го употребам тешкиот збор срозен, меѓутоа е некако губитнички цело време, бидејќи тој се опцртува со тоа што све ние нешто протестираме во годините што поминаа, не ни се допаѓа све што плетеме заговори од надвор, дека некој нешто сака да ни направи, дека некој сака да ни смисли и веројатно низ историјата и имињата се добивале врз основа на таа матрица. Например, една оставштина од таа матрица е дека македонците многу знаеле убаво да пеат и да играат. Така бевме познати во бивша Југославија. Јас едноставно не можам да се согласам. Јас мислам дека македонците знаат многу подобри работи да прават, освен да пеат и да играат. Благодарам. Пред да почне вашата минута, две неверојатни имиња имам сретнато во мојот живот, македонски. Двете се беа господици во моје време, сега се господи, дај Господ се живи и здрави. Едната се викаше Лимонка Портокалова, а втората се викаше Шаховска олимпијада. Се преживеше Шаховска од семејство Шаховски и се родува 72 за време на одржувањето на олимпијадата во Скопје и жива и здрава се вика Шаховска олимпијада. Вашата минута започнува, една минута, Филип Петровски. Практично имињата се многу сериозна индикација за времето. Многу сериозна индикација за историската позадина на нештата и многу сериозна индикација за традицијата која што ја носи еден народ. Практично и моето име е некаква индикација која што некој не би сакал да ја признае и препознае. Македонците имале тешка историја, ќе се вратам повторно на истото. Затоа производ се таквите имиња. Меѓутоа, после 45-та година имало и периоди на помодарство кои што влијаеле и ете и Шаховска олимпијада е исто како и Мартин и имиња кои што влегле во македонската употреба во последно време, а кои што се всушност странски. Така што во последно време, после 90-та година гледам дека повторно се ставаат имиња кои што се од христијанските календари, што е некакво свртување кон последно свртување кон црковната традиција. Така што тие се израз на времето и како такви многу кажуваат за секој општество. Благодарам. Една минута, Зоран Ахмети повеќе. Значи, јас во прашањето и во темата стои нешто слично како импортирање, дали треба да се импортираат имиња. И преска кажав, ние сме мали народи и сите треба да се бориме за сочувување на нашиот идентитет. Значи, имињата кои што се религиозни или модерни или било што, сите тие се штетни за нашиот идентитет. Значи, дали за македонскиот, дали за албанскиот, не е битно во моментот. Мислам дека малите народи треба да се борат да го сочуваат идентитетот, па како што го прават тоа преку јазикот, исто и преку имињата, затоа што и тие имиња се дел на јазикот. Така е. Колку, да речеме, во твоето семејство, сите имиња на твоите блиски значат по нешто? На помладата генерација, да, на постарата генерација се религиозни и не значат. А на помладата веќе имаат значение? Апсолутно. Се појавуваат и нови имиња? Се појавуваат ретко и нови имиња кои што имаат исто албанско значење. Иако мене ми се допаѓаат многу повеќе тие старите архаични, да речам, имиња кои што имаат етничко албанско значење за разлика од другите имиња. Добро, благодарам на сите тројца. Завршивме и со последната тема и во очекување на резултатите конечни од моето мило мало, вториот блок реклами. Пирамида! Да аплаудира и публиката овде во Пирамида. Имавме интересна, не многу напната, не многу турбулентна, не агресивна, немаше како што знае да има. Но мене ми се допаѓаат и вакви пирамиди. Леле, македонска плата да видиш.
луѓе многу густо. Значи, кога има вакви пирамиди, воопшто не е битно кој е победник, сите тројци се победници, затоа што ова навистина одлучувале мал број на гласови. Колега, што мислиш, како помина? Ја мислам дека Раат помина, Раатот е најбитен. Раатот е најбитен. Колега, за мој сваќање на пирамида ти помина феноменално. 32,3%. Љупчо Зиков, точно 30% и Филип Петровски 37,7%. Густо, директоре, густо беше. Ама добри соговорници. Браво за Љупчо, браво за Луран. Изедначена пирамида. Какво беше чувството? Мислам дека покажавме дека може да се води една културна дебата, да не се крива тензија, да не се мразат луѓето, сите да бидат добро расположени. Мислам дека сите три екипи ќе се отидат насмејани од тука. Нешто слушно дека и гледачите ќе си легнат насмејани после оваа пирамида. Да не гледаме друго, а за наредната ќе видиме дали ќе има, се зависи од 4 април. До тогаш со Господ напред. Чао Македонијо, држ се во Букуреш. Чао! And